Крста Рожевски Томика Рид, спојна истост, авангарди и емоции. Веќе се врвни музички уметници кои доаѓаат од срцето на джез и авангардната сцена, спојуваат интимен концерт во сабота во Македонската хармонија. Па ние сме и пријатели во музиката, имаме посебен диалог, имаме и хумор кој е така инсайд хумор што го викаме. За време на пандемијата јас еден период поминав и во Чикаго, кога живеевме во истото мало, кога се дружевме и тогаш таа учествуваше во мојот така наречен чикашки албум Fair Weather Friends. И начинот на кој таа свири и незиниот звук и да не ми беше пријател, јас ке изберев меѓу 100 чалисти да ми биде Темен крстка и кркрдаш, длабок стив морници. Ова е наш втор концерт во Скопје. Сме свирале повеќе пати во Скопје. За разлика од првиот концерт кога беше со цела група, овој пат ќе биде дуо концерт, ќе биде интимен концерт. Знам дека салата во Македонската филхармонија е голема, има убава акустика, меѓутоа сепак ќе биде ова концерт со две личности на сцена со гитара, виолончело и глас. Значи ќе биде мек, интимен, меѓутоа ќе има моменти, посебно импровизационите линии на Томика ќе знаат малце можеби да загребаат од време на време. Заспивам, чуден сон да сонувам. Не само со музичари, него се што ми се случува во животот влијае на секоја нова композиција, песна што ќе напишам. Мислам дека почнав да учам дека она што е посоголено и попросто е поубаво. Затоа и последниот албум Крстена вода беше снимен како соло настап живо, без никакви постпродукциски мислам миксања и посебни ефекти. Така да мислам дека се научив дека не треба премногу да се размислува, него да се осеќа и ги правам песните многу поедноставно и поискрено се надевам тој публика да го осеќа. Ги пишувам песни за сега и денес или нешто што ми се случило последните денови или месеци, а тој стариот дел од детство и архаични и метафори и анегдоти се доаѓа сам по себе. Инспирација во се и се што, дали е тоа книга, дали е метафора од њујоршко метро или разговор со колега или телефонски разговор со пријател од детство. Јас секој се водам од емоција и секој се водам од тоа што одредена слика или звук или вкус, каква емоција ми буди. Луѓе кои ме инспирирале, почитувајќи од детство кога свирев, уште во Битола кога свиревме со Оливер Јосифовски и со Бранко од Фолтин, пред да биде Фолтин, завршувајќи до современите музички звезди, да кажам, на њујоршки, кои ми се комши, некој од нив, како например Мет Шип или Сесил Тейлор, кои се во една комплетна друга формација, која е слободна форма на джез израз. Мене ми интересира таа спонтаност, ми интересира храброста. Значи, не можам да издавам некога, сигурно ќе заборавам некој, али не мора да сам музичари, тоа може да бидат и колеги, може да биде и пријател, како што кажав, може да биде книга или слика. Оне го збора, па тоа како би го опишал како патување, на кое треба да се вратиш на кое треба да присуствуваш малку припремен, не припремен во смисла на музичка форма и композиција, него да имаш способност да се малку да се олабаиш. И да слушаш текстови, да слушаш да те однесе некаде.